Добар вечер, Кочани. Поздрав до сите вас. Во овие 20 години сум одржал многу митинзи и на овој площад и на овој поголемиот площад. Меѓутоа, денес овој митинг на вистина е многу специфичен. Специфичен е затоа што традиционалните противници се обединија да ве повикаат сите вас да излезете на 24 и да гласате за кандидатите за градоначалници на Сојузот на иднината, за листата на советници и сите заеднички да ја донесеме победата кој македонскиот граѓанин ја очекува и ја посакува заедно со нас. Почитувани кочанчари, вие сите знаете, затоа што сите имате долги искуства на гласања, дека на локалните избори не го кажувате само вашиот став, вашето мислење за претходниот градоначалник. Колку направил, како го направил. И покрај тоа што, ако направиме анализа што е направено во Кочани во овие 4 години, навистина резултатите се многу оскудни. Сите вие тоа го знаете и сите ние го знаеме затоа што во Република Македонија во овој момент владата на Република Македонија има само една програма. Тоа е инвестиција во така наречениот проект Скопје 2014 година. Во тој проект скопјани кои се помалку и помалку го саќаат, а за жал на сите други градови во Македонија и се зема перспективата. Затоа што сите тие градби и без да се направат во Скопје, Скопје ќе живее, Скопје ќе екзистира, затоа што е главен град, затоа што се сите министерства таму, затоа што универзитетите се таму. Инвестиции требаше да има во Источна Македонија, во Централна Македонија, во Западна Македонија. Ваквата катастрофална политика, каде што милиони и милиони евра се сконцентрира само на главниот град, а цела Источна Македонија нема видено ни еден проект кој тежи не 100 милиони евра, 10 милиони евра. Значи економски удар кој сите вие го чувствувате во ова глобално економско пустошење на Источна Македонија. Резултатот е јасен. Масовно селење на граѓаните од Источна Македонија. Некои бегаат према Скопје, а за жал најголемиот дел од нив бегаат према Швајцарија, Италија, Германија, Австралија и Канада. Никогаш порано македонскиот човек од Источна Македонија се нема толку радикално, толку брзо и толку енергично селено колку во овие 4 последни години или последни 7 години од владењето на денешната ВМРО ДПМН во Република Македонија. Погледнете го бројот на децата во вашите училишта, во селата во Кочанско, во селата во Виничко, Свети Николско, Делчевско, Малишевијата или цела Источна Македонија. Погледнете го бројот на децата кои се раѓаат. Македонскиот народ стигна од 6 до 10% да има пат на наталитетот од година во година. Ако на сето тоа го додадеме, ја додадеме комплетната безперспективност, можеме само да очекуваме во наредните години со ваква влада ова селење уште порадикално да продолжи. Затоа ние велиме на секои локални избори, секој граѓанин не само што гласа за стариот или за новиот градоначалник, туку гласа и за политиката која се води од страна на владата во одредена држава. Затоа, вие покрај тоа што избирате на 24 градоначалник, треба да знаете дека го давате и својот глас. Дали сте задоволни од демократијата во Македонија?
Дали сте задоволни од економската состојба на вас и вашите роднини и вашите најблиски? Дали сте задоволни од меѓународната позиција на Република Македонија или овој ќорсока кој сите ние го гледаме и го забележуваме? Затоа, почитувани граѓани на Кочани, овој пат од името на изворното ВМРО, од името на ВМРО Народна партија, ве повикувам да излезете и да гласате за Сојузот на иднината. На крајот, сакам уште еднаш да порачам до вас. Гласот за победа за нашиот градоначалник е и глас за нови предвремени избори во Република Македонија, избори со кои ќе се стави крај и на комплетната економска безнадежност на нашата држава. Да живее Македонија!